Украина и Газа, воено-политички жаришта кои беа во фокусот на светската јавност во 2025-та, а ќе бидат актуелни во 2026-та. Еве каква е моменталната ситуација и што може да не очекува. Ако 2025-та ја започнавме песимистички со разгорен руско-украински конфликт, крајот на годината ни носи надеж за примирие. Разговорите за крај на војната во Украина напредуваат. Трамп се постави во улога на медијатор. По разговорите на американските и украинските представници се изготви нацрт мировен план од 20 точки. Без оглед на ставот на Москва се очекува планот да биде база за следни трилатерални преговори до конечно мировно решение. Статусот на регионот Донбас и гаранциите за Украина ќе останат главни пречки. Украина не прифаќа да отстапи територија, а Русија бара прифаќање на новата реалност на теренот. Останува да видиме дали до 4-та годишнина од почетокот на војната, односно до 24 февруари, може да се постигне реално примирие и да се премине кон реализација на мировниот договор. Или на почетокот од 5-та година од конфликтот ќе не очекуваат нови интензивни борбени действија. Да му оставиме шанса на мирот. Ако во Украина во воени услови се очекува примирие, тогаш во Газа примирието е привидно во услови на хуманитарна катастрофа, разурнати градови, глад, жет, немање основни услови за живот. Мирот треба да го донесе план од 20 точки. Во изготвувањето на договорот за примирие, посредници не беа само САД, туку и Туркија, Катар и Египет. Кога во октомври беше постигнат договорот за прекин на огнот, славеа двете страни. Но моменталната ситуација е далеку од погодна за славеничка атмосфера. Сепак ситуацијата на терен говори друго. Речиси секојдневно пристигнуваат информации за нови жртви од израелските напади. Податоците од Газа говорат за преку 400 жртви и 1100 ранети покрај примирието. Според Светската здравствена организација, повеќе од 100.000 деци, 37.000 бремени жени и дојлки ќе страдаат од акутна неухранетост до април следната година, додека само 50% од здравствените установи во Газа се деломно функционални, соочувајќи се со недостиг на основни материјали и опрема. Обединетите нации побара Израел да овозможи целосен хуманитарен пристап во Газа. Наспроти ова, Израел одобри изградба на нови населби на окупираниот западен брег, за кои повеќе држави се изјаснија дека се нелегални. Според договорот за примирие меѓу Израел и Хамас, Израел треба да дозволи целата хуманитарна помош да пристигне непречено. Израелската војска постепено да се повлече подлабоко во Газа, да се ослободат сите киднапирани од Хамас и враќање на телата на сите заложници. И тоа е првата фаза од мировниот план. Во 2026-та следува втората. Но прашање со ваков развој на настаните е колку за тоа ќе има добра волја и атмосфера. Се предвидува привремена администрација, распоредување на меѓународни безбедносни сили, разоружување на Хамас и формирање на мировен совет кој ефективно ќе управува енклавата. Од почетокот на нападите на израелската армија во Газа се убиени 71.000 палестинци, претежно жени и деца, а повредени се над 171.000.